Славеот на царот. Одамна, многу одамна, во далечната Кина си живеел еден цар, во една палата од порцелан, каква што поубава не постоела на светот. Палатата била изградена на крајот од една шума со високи дрвја и длабоки езера. Во оваа шума си живеел еден Славеј, кој пеел толку мелодично, така што кој да го чуел, ке застанел да се восхитува на неговата песна. Патници доаѓале оддалеку за да и се воодушевуваат на палатата на царот. Но штом ќе ја чуеле песната на Славеот, биле магепсувани од неа, па велеле дека од се најубава е неговата песна. Кога за тоа разбрал царот, многу се налутил и на своите дворјани им наредил да го пронајдат Славеот и да го донесат во палатата за да пее и за него. Со денови дворјаните го барале Славеот, но не можеле да го пронајдат. Тогаш едно мало девојче им рекло: "А, за Славеот зборувате колку убаво, црцори, кога го слушам, и доаѓа да заплачам." Така девојчето ги однело во шумата. "Слушнете," рекло и покажало кон едно мало сиво пиле кое стоело високо на една гранка. Тогаш главниот дворјанин го поканил Славеот да дојде во палатата и со својата песна да го магепса и царот. Славеот ја прифатил поканата. Палатата ја украсиле и сите се облекле во убави алишта за да го пречекаат Славеот. Исто така, на средината на салата обесиле една златна гранка каде тој ќе може да застане и да пее. И Славеот започнал со својата песна. Песната била толку прекрасна, што по лицето на царот се стркалале солзи. Тој веднаш го запрашал Славеот што бара за возврат за оваа среќа што му ја дарил. Славеот одговорил: "Солзите на царот за мене се најголем подарок." Царот им наредил на своите слуги да го стават Славеот во златен кафес и секој ден наутро, напладне и навечер да го водат на прошетка врзан со свилен конец. Времето си поминуваше, па еден ден некој донесе подарок за царот. Славеј на навивање украсен со рубини и диаманти, кој пееше кога ќе се набие. Од тој миг сите го предпочитаа лажниот Славеј кој пееше како и вистинскиот и згора на тоа сјаеше како украс. Вистинскиот Славеј најде погоден момент и одлета надвор низ отворениот прозорец. Штом за тоа разбра царот, толку многу се налути што нареди Славеот да се протера од неговата земја. Така, неговото место го зафати Славеот на навивање. Тоа траеше се до денот кога се слушна едно крак и музиката застана. Славеот на навивање се расипа и повеќе не можеше да се поправи. Годините си поминуваа, царот тешко се разболе, па смртта му прииде и побара од него да ја каже последната желба. Тој побара Славеот на навивање да му пее, за да му ги намали болките. Но Славеот на навивање не можеше повеќе да пее. Одненадеж, едно прекрасно пеење ја исполни собата на царот. Тоа беше вистинскиот Славеј, кој стоеше на отворениот прозорец и беше дојден да му посака трпение и сила на болниот цар. Смртта магепсана од песната на Славеот му го врати животот на царот, се претвори во магла и се лизна надвор низ отворениот прозорец. А пак царот, слушајќи ја оваа прекрасна музика, веднаш оздраве. "Добар мој Славеју,"
рече тогаш царот. Јас те избркав од мојата земја, а ти сепак со твојата песна ми го врати животот. Како можам да ти се одолжам за ова? Твоите солзи кога ме слушна прв пат личеа на диаманти. И тоа е најголемата награда за еден пејач, му рече Славеот. Славеот одлета далеку во моментот кога во собата влегоа слугите, очекувајќи да го најдат царот мртов. Но се стаписа кога го видоа како ги гледа строго и им вели: Добар ден!